Можеби звучи несекојдневно, на епилепсијата како болест се среќава и кај домашните миленици. Ветеринарите се едногласни. Епилепсијата е хронична болест за која основните причини за нејзина појава се уште се непознати, но познати се секундарните фактори за нејзино појавување, како на пример проблеми со бубрезите и со надбубрежната жлезда. Значи, доколку се отстранат овие проблеми, тогаш се отстранува и епилепсијата. Бидејќи епилепсијата важи за хронична болест за која досега се нема соодветен лек за нејзино излекување, се настојува со одредена медицинска терапија, истата да се стави под контрола, односно што поретко да се јавува. Ко на пример фенобарбитонот, значи овие средства ја смируваат епилепсијата. Грчеви, зачестано повраќање и зголема дефекација и уринирање се симптомите кои сигнализираат дека вашиот миленик е епилептичар. Затоа би им советувал на собствениците, значи кои што чуваат вакви кучиња, да внимаваат, односно да ја контролираат епилепсијата со давање на вакви барбитурати, исто така и се прилагаат лекови кои што ги смируваат, значи домашните љубимци, како на пример диазепамот, меѓутоа треба да се однесе на ветеринар со цел да се определи дозата на самото лекарство и да се дава совет како понатаму во текот на животот. Старосната граница кај кучиња и мачки за заболување од епилепсија не постои. Искуствата покажале дека истата се јавува најчесто од 3-месечна возраст па нагоре.